Најава за денешните настани. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот очекува плодна сезона и зголемен број туристи. Хотелско-угостителскиот сектор пак нема кадар. Младите на денешниот саем за вработување во туризмот бараат искуство, но и повисоки плати. Промовирана книгата Славе Ѓорго Димовски во книжевната критика. Најновата верзија на апликацијата Мој ДДВ достапна за граѓаните. Охриѓанец неовластено поседувал оружје. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охриден е свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло, со измерени максимални 18 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон сабота ветро и релативно топло. Утре над западна, северна, централна, североисточна и источна Европа, нестабилно со врнежи од дожд со ветар над Алпите, Скандинавија и на крајниот североисток, снег во останатите делови од Европа, стабилно и топло. Во северните, централните и источните предели на Балканскиот полуостров во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на температурите, максималните во интервал од 13 до 22. На југ на полуостровот сончево со локална облачност. Во Македонија во утре претежно сончево време, ќе има локална облачност, ќе биде топло. Попладне во северните, североисточните и источните делови зголемување на облачноста, ќе дува и северозападен и западен ветар до 20 км на час. Минималните температури од 0 до 7, максималните од 14 до 21 степен. Во Охрид во сабота времето претежно сончево со локална облачност и топло. Минималната 4, дневната 17, а во недела сончево и топло со 17 степени. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време. Ќе има врнежи од дожд. Утринската температура 5, дневната 15. Во вторник умерено облачно со сончеви периоди и многу студено со осетен пад на температурите, минималната 0, дневната 5 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнедат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 2023 година ќе биде плодна година на полето на туризмот. Според проценките на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се очекуваат 3,2 милиони ноќевања. Денес во Охрид представници на агенцијата имаа работна средба со туроператерите. Оптимистички најави за престојната сезона. 2023 година се очекува да се надмине бројката од 3,2 милиони ноќевања. Според прогнозите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, за 20 до 40% се очекува раст на бројот на туристи од традиционалните пазари. Годинава во пост-ковид и енергетската криза се очекува стабилизирање на туристичкиот пазар. А тоа се должи на уште поголемиот број интерес на туроператорите кои што се кај нас, новите линии кои што се воведуваат из Охрид и за Скопје и новите пазари со кои што веќе имаме одлични конекции, како авионски, а се надеваме дека поголем број на кружни патувања ќе имаме во 2023 година во рамките на отворениот Балкан. Туристичкиот сектор веќе работи на збогатување на туристичката понуда за привлекување на што повеќе туристи. Во фокусот треба да биде активен еко, гастро и рурален туризам. А тоа е силен фокус во ребрендирање на дестинацијата, саемските манифестации заедно со туроператорите, нудење на различен сегмент на туристичка понуда, бидејќи новата реалност во туристичката индустрија ја покажа сосема по различното лице и по различните интереси на туристите во дестинацијата. Се прилагодуваме на промените, но и создаваме нови вредности во туристичката индустрија токму кај нас, со кои што веќе во светски рамки се разликуваме од останати дестинации. Денес во Охрид представници на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот и туроператорите имаа работна средба. Заклучокот беше дека во минатата 2022 година исплатени се комплетно субвенциите кон туроператорите. Гости ќе има ова лето на Охридската ривиера, но дали ќе има кој да ги услужи? Денеска на саемот за сезонско вработување во туризмот кој се одржува во касарна Хаб, средношколци и студенти се сретнаа со работодавачи од хотелскиот и угостителскиот сектор. Мотивот им е да стекнат искуство, но и да заработат, при што не размислуваат да работат за минималец. Од хотелско-угостителскиот сектор загрижени дека оваа и наредната сезона ќе бидат вистински предизвик поради недостигот на работна сила и се поголемиот тренд на заминување на младите во странство. Средношколците и студентите кои бараат сезонска работа има можност да се запознаат со понудата на дел од хотелите на Охридско-Струшката ривиера и да стекнат драгоцено искуство работејќи некоја од професиите во туризмот. Касарна Хаб денеска го организираше саемот за сезонско вработување на средношколци и студенти. Заинтересираните средношколци велат, потребни им се сопствени примања. Не сакаат повеќе да зависат од родителите, а работното искуство со кое ќе се стекнат им е поважно од примањата. Нивен прв избор се големите хотели, бидејќи мислат дека овие работодавачи нудат и поголема сигурност. Би сакал да имам да примам мои пари, да имам
да не зависам од родителите, така да имам јас, да одбирам јас на што ги трошам парите. Кој работно место ти е најинтересно? Најинтересно за сега Метропо, затоа што поголема компанија така и нуди повеќе работни можности, сакам да имам искуство во така, работно искуство да имам за воидника. Но на студентите и на повозрастните и тоа како им е важна висината на платите кои се нудат. Тие не ни размислуваат да работат за минимална плата. Од хотелско-угостителскиот сектор загрижени дека ова и наредната сезона ќе бидат вистински предизвик за нив поради недостигот на работна сила и се поголемиот тренд на заминување на младите во странство. Денес представниците од хотелско-угостителскиот сектор зема информација од заинтересираните кои подоцна ќе бидат повикани и на дополнителни разговори. Дојдовме на ова презентација да презентираме дека нас во сезонава ни требат од прилика 20 келнери, 20 готвачи, околу 20 собарици, ни треба помошен персонал, бидејќи сезоната покрај хотелиерството вклучува и ја вклучуваме и плажата на самата плажа, значи ова сезона ни требат исто дечки млади кои ќе можат да одговорат на потребите на нашите хотели за да ја покриеме и плажата, бидејќи секој гостин кој доаѓа во хотелите сака да биде задоволен. Свесни дека не може да понудат плата во висина на онаа која на пример се нуди во Хрватска, хотелиерите се надеваат дека сезонските вработувања би можеле да го ублажат ударот кој несомнено ќе го зададе недостигот на работна сила во овој сектор оваа сезона. Ваквата состојба во туризмот не е случајна. Резултат е на негрижа акумулирана од минатите години, вели Никола Божиновски, менаџер на Хотел Билич. Ова е последица на минатите години, значи што се случувало во минатите години. Многу ниски примања, многу мали плати, луѓето беа незадоволни, работеа прекувремени сати, не им ги плаќаа хотелите. Тоа е најголемиот проблем што ни се случува. Реално кај нас не постои минимална плата која што ја зема вработен. Сите плати се многу повисоки од минималната, па дури од ова што сега ќе биде 20.175. Да не кажам дека најниската позиција некаде би била барем со 100 евра повисока од ова. Разговараме за минимална плата, кај што не влегуваат работи во недела, работи во празници, дополнителни часови кои што се изработуваат. Значи, гледаме во секој поглед да им излеземе во пресред на луѓето. Настанот беше организиран во соработка со Агенцијата за вработување од Охрид, Факултетот за туризам од Охрид и сите средни училишта од Охрид, поддржан од EU4M проектот финансиран од Европската Унија, Stellar Solutions Скопје и Општина Охрид. Промовирана книгата Славе Ѓоргио Димовски во книжевната критика од авторот Димитар Пандев во издание на Општина Охрид. Промовирана книгата Славе Ѓорго Димовски во книжевната критика од авторот Димитар Пандев во издание на Општина Охрид. Во името на локалната самоуправа пред присутните се обрати секретарот на Општина Охрид Александар Китески, кој искажа големо задоволство што е дел од промоцијата на ова значајно издание. Човековото суштество без храна може 7 недели, без вода 5 дена, а без смисла не може ниту една единствена секунда. Во таа група на поети припаѓа токму Славе Ѓорго Димовски. Овој почитуван охриѓанец и врвен поет со одамна забележано перо посакуваме да твори уште многу години. А ние и понатака ќе бидеме верни поддржувачи на неговиот пишан стих. Секако во оваа прилика му се заблагодаруваме на еминентниот и почитуван професор доктор Димитар Пандев што го создаде овој прекрасен труд кој е наша заедничка гордост, истакна Китески во своето обраќање. На промоцијата говореа авторот Димитар Пандев, уредникот на изданието Митре Велјановски и поетот Славе Ѓорго Димовски. Книгата е издадена во тираж од 300 примероци и во неа на 370 страници се поместени осврти, текстови и други објави од книжевната критика за поезијата, книгите и творештвото на овој истакнат охридски и македонски поет, кои се напишани од страна на врвни писателски имиња од Македонија и странство. Најновата верзија е веќе достапна на интернет и корисниците може да ја превземат. Со измените, кои претходно беа изгласани во собранието, повратот на ДДВ со измените се зголемува од 1.800 на 2.100 денари. Апликацијата Мој ДДВ веќе е усогласена за поврат на повеќе пари откако во понеделникот беа донесени законските измени со кои лимитот од 1.800 се зголеми на 2.100 денари за 3 месеци.
Кај дел од корисниците апликацијата автоматски е ажурирана, додека кај оние што не е ќе треба да ја преземат најновата верзија. Сите корисници на Мој ДДВ ќе треба да ја преземат новата верзија на апликацијата од Play Store, App Store и Huawei App Gallery. Измените веќе се видливи во апликацијата Мој ДДВ во верзијата 2.1.6. Исплатите со зголемен максимален износ од 2100 денари по корисник за скенираните фискални сметки во првото 3 месечи од годинава ќе се реализираат во мај, велат од Управата за јавни приходи. Во моментов, 523.673 граѓани скенираат сметки за поврат на дел од данокот на додадена вредност. Од УЈП велат дека бројот постојано расте, како и дека од почетокот на примената на оваа мерка кај граѓаните се вратени близу 6 милиарди денари. Охриѓанец неовластено поседувал оружје. На 23 март во 15 часот и 50 минути полициски службеници од криминалистичката полиција, одсек за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Охрид, со наредба од Основен суд Охрид, извршија претрес во дом и други помошни простории кај 51 годишен жител на Охрид. При претресот беа пронајдени и одземени 39 куршуми за ловечка пушка калибар 16 мм, кој неовластено ги поседувал. Со лицето извршен е службен разговор во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира потпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во најновото издание на емисијата Прашалник со Сонја Рилковска, тема превирањата и проблемите во Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебарца. Гости се Љупчо Настоски, член на Собрание, и Крсте Спасески, председател на Месен Огранок. Емисијата следува веднаш по Дневников. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Комисијата за надворешни работи при турскиот парламент го одобри предлог законот за членство на Финска во НАТО. Сега предстои предлог законот да биде одобрен од парламентот до 26 март, објавија турските медиуми. Шведска и Финска лани аплицираа за приклучување кон Северноатланската одбранбена алијанса непосредно по руската воена инвазија во Украина. Нивниот влез во алијансата го блокира Турција, при што во јавноста се споменуваше можноста за одобрување на влезот на Финска пред Шведска. Кон средината на февруари, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во Анкара апелираше Финска и Шведска сега да бидат вклучени во НАТО. Општинската зграда во францускиот град Бордо беше запалена на протестите кои се одржуваат низ целата земја против подигање на старосната граница за пензионирање. Повеќе од 1 милион луѓе демонстрираа вчера, а околу 120.000 граѓани излегоа на улиците во Париз. Полицијата во главниот град употребила солзавет за растурање на собирот, а 80 луѓе биле приведени низ Франција. Затворени беа и популарните туристички атракции, како Ајфеловата кула или палатата Версај. Протестите се разгореа откако председателот Емануел Макрон реши да го заобиколи парламентот и да ја подигне границата за пензионирање од 62 на 64 години. Протестите предизвикаа прекини во железничкиот сообраќај како и во работата на рафинериите за нафта, а вчера со работа прекинаа и наставниците и вработените на аеродромот Шарл де Гол. Протести имаше и во Нант, Руан и Рен. Пјонгјанг тестираше нов подводен дрон со нуклеарно оружје, објавија државните медиуми, а севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун предупреди дека заедничките воени вежби меѓу Јужна Кореја и САД треба да завршат. За време на тестирањето, новиот севернокорејски дрон вчера се движеше под вода на длабочина од 80 до 150 метри повеќе од 59 часа и детонираше ненуклеарен товар во близина на источниот брег на земјата, јавија севернокорејските медиуми. На денешен ден започна бомбардирањето на Југославија од НАТО. Сирените се слушаа 78 дена, а вкупниот број на жртвите никогаш не е утврден. Се проценува дека во текот на 11 недели загинаа меѓу 1200 и 2500 луѓе, од кои 89 деца, додека вкупната материјална штета е проценета на повеќе десетици милијарди долари. Нападот врз Србија беше извршен без одобрение на Советот на безбедност на Обединетите нации, што беше преседан.
Наредбата на тогашниот командант на сојузничките сили, американскиот генерал Весли Кларк, му ја издаде генералниот секретар на НАТО Хавиер Солана. Кларк подоцна во книгата Модерно војување напиша дека планирањето на воздушната операција на НАТО против Србија кон средината на јуни 1998 година веќе наголемо била во тек и дека завршило кон крајот на август таа година. Откако Српското собрание потврди дека не ја прифаќа одлуката за странски трупи на својата територија и предложи сили на Обединетите нации да го надгледуваат мировното решение на конфликтот на Косово, НАТО на 24 март 1999 година во 19 часот и 45 минути ги почна воздушните напади со крстосувачки ракети и авиација во повеќе места во Србија и Црна Гора. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодариме што не следевте. Имајте пријатен ден.